Директорот на Струмичкиот завод и музеј Ацо Манински денеска добил известување дека е разрешен од позицијата поради неисполнети работни обврски од програмата за реализација дадена од Министерството за култура. Тој смета дека ова не е точно, зашто како што вели програмата во висина од 80.000 евра била реализирана 100% и покрај блокираната сметка. Дополнително, завод и музеј обезбедили проекти во висина од 150.000 евра надвор од програмата. Зад неговото разрешување, Манински смета дека стојат проблемите со изградбата на театарот, за кој смета дека е наметнат, бидејќи како што вели институцијата нема ни соодветен кадар со работници ни инфраструктура за таков обемен и комплексен проект. Наметната е обврската која не успеа да се реализира од други причини кои ги прифатило Министерството од старт. Изградбата е започната со некомплетен проект, со неквалитетен проект, со многу пропусти и направени договори со кои интересите на институцијата и на државата воопшто не се заштитени. Во тој смисол, надзорот е ангажиран под договор постојано да работи и постојано да зема по 2000 евра месечно, без разлика дали се работи објектот или не. Изведувачот е ангажиран да работи без никаква обврска за брзо забрзување, туку континуирано да зема пари да се влечат од институцијата без разлика како се работи и колку се работи. Сведоци бевме во изминатите години дека со 2-3 работници се градеше театарот и со таква динамика сигурно нема да биде завршена таа работа. Министерството ги прифатило тие обврски и ги наметнала на институцијата, која сега не е во состојба да направи никаква промена. Например, да указни изведувачот, бидејќи за негово казнување треба тој самиот да даде согласност. Завод и музеј го раскинал договорот со надзорот на изградба на театарот, дополнително побарал ревизорите да утврдат дали, како и колку е заштитен интересот на државата. Спротивно на тоа, добиле блокирана сметка, која не ги спречила во реализацијата на програмата. Наше сомневање е, бидејќи во последните неколку месец-два се случаја неконтролирани работи во институцијата, дека своја вина има Министерството за култура и Министерството за финансии. Моето разрешување сметам дека е плод токму на тие обврски, бидејќи повторно побаравме Државен завод за ревизија да дојде и побаравме одговорност од Министерството за финансии и Министерството за култура заради тоа што во случај на блокирана сметка, низ сметката на институцијата поминаа 5 милиони денари, кои извршителите не ги зедоа. Те останале заскриени, не знам од кој, како и за кои причини, но изведувачот Макаус успеа да си ги повлече тие средства, како сметката воопшто да не е блокирана. Без согласност на Министерството, кое прво не требало да ги испрати овие пари кај нас, кога знаеме дека сме блокирани, и без соодветна помош, предпоставувам, со некој од овие министерства, овие пари не можеа да поминат на назначената адреса, а институцијата можеше да биде одблокирана. Бидејќи се заканивме дека целокупната состојба ќе ја изнесеме пред јавноста, вчера, денеска ја добивме моето разрешување. Манински ги повикува истражните органи да влезат во завод и музеј Струмица, да ја разгледаат целокупната документација и да ја утврдат фактичката состојба. Во меѓувреме добиле писмена информација од финансии дека музејот не е виновен за блокираната сметка, која во меѓувреме ја одблокирале. Пред правните инстанци водат судска постапка за блокирањето на сметката, а епилогот го чекаат следната година.